Потребни се храбри чекори за решавање на проблемот со аерозагадувањето. Доколку некој не го бива, треба да биде сменат. Сметаат и активистите, кои посочуваат дека за идната година да го немаме овој проблем во толку голем обем. Институциите треба уште сега да работат на проблематиката. Понекогаш и политичарите треба да сватат дека нивната политичка кариера треба да ја стават во втор план. Мораме еднаш да сватиме дека мора да има храбри чекори за загадувањето. Ако некој не е успешен во ова, да се тргне и да остави место за друг. Мора да бидат правите луѓе на правите места, за да го мрднеме овој проблем од мртвата точка и да видиме за неколку години значително намалување. Ветро денеска ги спаси граѓаните на Македонија и го расчисти воздухот кој вчера беше загаден 10 пати надозволеното. 535 микрограми PM10 честички на метар кубен беа вчера измерени во Кавадарци, додека пак во Битола смртоносните честички стигнаа до 473. Невладините организации бараат поместување на прагот на дозволивост на PM10 частичките и усогласување со европските прописи. Законските измени во основ на намалување на прагот, кој досега е дозволен од 200 микрограми на метар кубен, да биде стандардизиран со европските стандарди, односно 40 микрограми на метар кубен, дозволена гранична вредност според европските стандарди. Пратениците треба да бараат овој праг на PM10 и PM2,5 да биде нивна обврска како предлагачи во измените и никако да не биде повисок од 75 микрограми на метар кубен во 2 последователни дена. Тоа е нашиот апел. Останува граѓаните на Македонија да се молат на ветар. Велат дека тоа е единственото нешто што ги спасува од тивкиот убиец, загадениот воздух, кој зема се поголем замав полнејќи ги болниците, но изголемувајќи ги бројките на смртни случаи. Според СЗО, 4,2 милиони луѓе во светот умираат годишно од загаден воздух, што е повеќе смртни случаи од маларија, сида и туберкулоза заедно. Екологистите предупредуваат дека институциите делотворни мерки мора да превземат. Истото го велат и експертите. Потенцираат координирани мерки дека нема и дека се пристапува кон проблемот само сезонски, а така резултат не може да има.